Автохтоните случаи потврдуваат дека вирусот ова лето навистина локално циркулира. Циркулира во така наречениот природен циклус меѓу комарците и птиците. Птиците се резервоарот. Тоа не е неочекувано, бидејќи вирусот е присутен во нашиот регион со години. Еве, 3 пациенти се веќе во критична состојба, тоа навистина заслужува сериозно внимание и истовремено треба да се знае дека тешката форма е ретка. Јас некаде напишав во медиумите 1% само од сите заразени. И се јавува кај мал дел од инфицираните, како што реков 1%, и најчесто кај постари лица, кај лица со хронични заболувања и со многу ослабен имунитет. Во наредните недели, за жал, може да се очекуваат и уште поединечни случаи, бидејќи сезоната на комарците се уште трае. Епидемиологијата, знаете, не ја проценува состојбата според тоа колку е една вест гласна, од многу страни. Туку според тоа што ни покажуваат податоците. Ке бидат тоа поединечни случаи. Прашањето ми е дали институциите реагираа навреме или пропуштија можност со некоја порана превенција и контрола на комарците да го намалат барем ризикот од вакви тешки состојби, бидејќи знаете, нашата популација е воглавно стара, хроничните болести ретко кој ги нема. Знаете како, кога станува збор за јавното здравје, оценките во принцип треба да следат по една анализа, а не да и претходат оценките, да и претходат анализа. Не е тоа, да речам, стручно фер. По завршување на сезоната ќе може објективно да процениме дали сите мерки биле навремени и доволно ефикасни. Во овој момент најважно е да продолжат епидемиолошкиот и ентомолошкиот надзор, следењето на нови случаи и организирана контрола на комарците. Не веќе прскање со авиони, туку она што се вика тереστичка, локално прскање, дезинсекција, зашто тигрестиве комарци што ја пренесуваат оваа треска се слаби летачи и тие се некаде во грмушките на тлото, во воздухот не умеат да одлетаат многу високо. Значи, целта не е да бараме виновници, туку да го намалиме ризикот додека сезоната се уште трае. Прво, институциите би требало да продолжат со организиран надзор и контрола на комарците таму каде што ризикот е најголем. Второ, граѓаните треба доследно да се заштитуваат од уводи со репеленти, значи средства што ги одбиваат комарците, заштитна облека и отстранување, ова е многу важно, на застојаната вода околу домовите. Во тацни подсакси, во разни сачиња, во порции за домашни миленици. Овие комарци имаат извонредна виталност, тие можат да ги положат јајцата и во многу мали количини вода. И особено стари автомобилски гуми.